Третиот блок од денешното отворено студио 1 со мене и колешката Елена. Во овој блок се вклучуваме неколку минути пред 17 часот од причина што ќе пуштиме во следните 15 минути една репортажа која што ја изработи Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија, а се однесува на состојбата со железницата во Република Македонија. Да не должам многу, предлагам да ја видиме репортажата, потоа ќе се вратиме во студиото со темата која што претходно вие најавивме, а тоа е за првата фотографија од Црната дупка. Разговараме со двајца представници од Скопското астрономско друштво. Да ја видиме репортажата, потоа се враќаме повторно во студиото на 1 ТВ. Празни возови, недостаток на вагони, малку локомотиви, катастрофално лоши пруги. Иако не безбеден, најкомотен и најефтин, железничкиот сообраќај кај нас е пред распад. Од празната политичка пропаганда, која во изминатите години побуди надеж дека конечно ќе се олесни патувањето преку модерни возови, остана само суровата реалност. Лоша железничка инфраструктура, укинување на веќе постоечки линии и отсуство на инвестиции за нормално функционирање на овој сообраќај. Дали уништувањето на овој сообраќај е со умисла за да се обезбедат подобри услови за одредени транспортни компании? Дали наместо интересот на граѓаните на прв план е тој на превозниците? Што се крие зад неможноста земјата да има нормален железнички сообраќај? Пред 100 години македонските пруги биле многу побрзи и многу пофреквентни. Многу повеќе луѓе и скоро целокупниот товарен сообраќај се одвивал со железница. Но последната шајка во македонските пруги е закована пред децении. Според реформите, после 2007 година, македонските железници се поделија на два дела. На Македонски железници инфраструктура, државна компанија која се грижи за состојбата на пругата и железничките станици, и на Македонски железници транспорт, државна компанија која се грижи за локомотивите, вагоните и останатите транспортни средства што се движат по шините. Ирфан Асани, кадар на Демократската унија за интеграција, веќе втор мандат е на чело на јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура. Многу инвестиции за модернизирање на овој сообраќај беа најавени, но во реалноста ситуацијата е поинаква. Тоа што знаеме дека последната реконструкција и доградби се направени пред 45 години. Например, Куманово, Скопје до Кичево, имаме пруга која не задоволува ни
па од параметрите за сигнализација и телекомуникација. Состојбата е далеко од розова и во Македонски железници транспорт, каде од пред неколку месеци директорува Шабан Зендели, кадар на партијата Алтернатива. Ние како Македонски железници транспорт имаме доста застарен возен парк. Ако земеме само број локомотивите како влечни средства, просечната старост на истите е 36 години. И да не кажувам дека и имаме недостаток на истите, значи имаме сосема мал број на локомотиви, што ни прават секојдневно потешкоти во поглед на извршување на тековните активности. Како бројка располагаме со 58 влечни средства, но во функција се 5-16. Сите други се ставени вон функција по подолго време. Некоја оптимална бројка би било 40 локомотиви да бидат во функција. Последнат локомотиви се набавени, по мои сознанија, негде пред 25 години. Ништо подобра не е состојбата ниту со вагоните, односно влечните средства. Според бизнис планот на Македонски железници транспорт за 2018 година, компанијата располага со 47 патнички вагони, од кои во функција се само 7. Иста е состојбата и со товарните вагони. Компанијата како имот води 1311 товарни вагони, од кои вон погон се околу 60% или 760. Просечната старост на товарните вагони е 42 години. Јас патувам од дете со воз, така што да, расходовани се тие старите, но пак што да правиш? Треба веројатно да се обноват, што да ви кажам. Лошата состојба во железниците се одразува и врз бројот на патниците. Според официјалните податоци, во 2017 година се превезени 467.000 патници. Само за споредба, во 1986 година, истата компанија превезла 6,8 милиони патници, што говори дека бројот на патници во железниците е намален за безмалку 20 пати. Не се однесува само за Македонија, него целиот регион, тука Балканот, буквално сме заостанати во однос на другите развиени земји. Патничкиот сообраќај, да бидеме искрени, веќе секој ден губи од значај, во смисол што ако правиме некоја споредба дека во минатиот период во друмскиот сообраќај е инвестиран во патната инфраструктура и така натаму, што е добиена многу поквалитетна услуга, смисол на побрзо пристигнување од едно во друга дестинација. Во железничкиот сообраќај е направен обратниот правец. Ако јас, како Шабан, се враќам во минатото, од Куманово за Београд сум стигнал со воз за 6 сата или 7 сата максимум. На наше време, така да се изразам. Сега, во ова време, не е скратено тоа време, него минимум што може најдобро време за да се стигне од Куманово до Београд е 11 до 12 сата. За мене е изгубено и навиката да се патува со воз. Но навиката да се патува со воз не е изгубена во околните земји. Напротив, многу повеќе луѓе патуваат со железници. Според податоците до кои дојде скуп Македонија, бугарските железници годишно превезуваат по околу 10 милиони патници. Србија 7 милиони, Хрватска 20 милиони, а во Македонија само половина милион. Граѓаните на Република Северна Македонија веќе долго време се во исчекување на реализација на ветувањата за заживување на железничкиот сообраќај. Велат, овој тип на транспорт има многу поголеми предности. Возот е според мене најудобното ова сувоземно
и најкомфортното и најбрзото превозно средство. Така што би требало да се инвестира во тоа. Покомотно е со воз. Па мислам дека е ради тоа, ради суда, затоа што на автобус не е сигурно. Како што се случи горе во пред месец дена колку беше со автобусот, не се сигурни автобусите. Она може, не дај Боже, Бог да чува и возовите, ама 90% е побезбедно со воз да се патуваат колку со автобус. Според анкетата на Агенцијата за регулирање на железничкиот сообраќај, објавен во годишниот извештај за работа во 2017 година, задоволни од услугата на македонски железници транспорт биле само 9% од патниците. Лошите состојби во железничките предпријатија значат и изгубени шанси за подобар транспорт. Ние имаме, да кажеме, материјал што се увезува од странство преко пристаништето Солун цементара. Бродот е околу 50.000 тона. Во тоа учествува и камионскиот превоз и ние како железница, бидејќи за 30 дена што имат они рок за складиштирање во пристаништево, ние не сме во можност целокупниот товар да го пренесеме во Македонија. Зендели вели дека дел од состојбите ќе бидат ублажени со пари од кредит на Европската банка за обнова и развој. Со проектот од ЕБРД, што е во последно време се набавени гарнитури, 6 гарнитури за патнички промет кинески и некои 150 вагони. Во рамките на тој проект од кредитот од ЕБРД се предвидени и набавка на 4 локомотиви и тие се електронски кинески локомотиви. И чекаме секој момент, така наречено, да го добиеме првата локомотива, видејќи е товарена од Кина. Моментално, ако збориме за денеска, се наоѓа во Кореја, се дотоварат разни други стоки во бродот, за да тргне према Македонија. Дел од причините за ваквите катастрофални состојби лежат и во самата железничка инфраструктура. Македонија има убедливо најмалку пруги од сите земји во регионот. Словенија има 60 км пруги на 1000 км квадратни, Хрватска 50, Србија 44 км, Косово 40, Бугарија 39, Албанија 31 и Македонија на самото балканско дно со 27 км на 1000 км квадратни. 45 години поред, но и последните 7 години кои сум тука, ние ја одржуваме железницата во минимални параметри. Ако влегуваме подетално да го зборуваме тоа би значило дека од 1300 км пруга, одржување и инвестиција во тоа од 3 милиони евра годишно е скоро еден камен или едно парче или едно камче во километар. Тоа значи реконструкција на 90% од постоечката мрежа и нови пруги. Тоа во превод би значило многу. Ние сме направили реконструкција на 30 км, например, на 2 делници од коридор 10, кај што немаме вклучено, например, мостови поголеми или тунели. И исто така систем за сигнализација и телекомуникации. И сме стигнале некаде едната делница од 30 км сме ја завршиле за скоро 10 милиони евра. Другата што не е во реконструкција е околу 8 милиони евра. Но ако вие додавате тунели, мостови, па плюс систем за сигнализација и така натаму, ќе стигнеме на други параметри. Сега, ако све собираме на куп, можда и 1,5 милиарди би биле малку. Заинтересираноста на државата за железниците е никаква. Таа има заборавено дека железничкиот сообраќај е еден од најстарите организирани системи во државата, изграден уште пред 150 години. Денес интересот е само тие вработени да земаат плата и да има некаков социјален мир. Инвестирање во железничката инфраструктура е мисловна именка. Во Норвешка
државата го покрива целиот трошок на инфраструктура. И плаќањето на операторите кон инфраструктурата е нула. Железниците на Косово, например, добиват 3 пати повеќе средства од тоа што добиваме ние со 1300 км, а они имат само 300 км пруга. Значи Косово годишно добива околу 10 милиони евра од државата со 300 км пруга, ние добиваме 3 милиони евра со 1300 км пруга. И пак цената на пристап не е иста. Плюс они имат либерализација, ние немаме. 0,3% од даночните приходи треба да одат исклучиво за одржување на железничкава инфраструктура. Либерализацијата е само уште еден показател дека државата воопшто не е заинтересирана за развој на железничкиот сообраќај. Досега имаше обиди да се воведе либерализација на товарниот транспорт во 2008 и во 2009 година, но тоа не се случи, а во 2012 година владата на Никола Груевски донесе закон со кој на македонските пруги може да се движат само возовите на македонски железници транспорт. Кога вие имате оператор кој е во монопол, и тој тогаш не треба да се грижи за компетиција. Немаш потреба да се грижи за компетиција. Ке работиш така како што се работи природно. Ги оставаш работите и колку што иде толку. Сите земји во регионот имат повеќе оператори, вклучувачи ја и Косово, која покасно се вклучи во системот на трансформација и кој се пред нас. А имат 3 пати помала мрежа. Пред да се донесе стопирањето на либерализација, имаше повеќе фирми кои беа заинтересирани да го развиваат железничкиот превоз во Македонија. Имаше компании од Словенија, имаше компании од Република Чешка, имаше и од други европски земји, имаше дури и австријски компании, па имаше и домашни компании кои сака да пораснат во оператори. Ние сме заложници на една фирма која не знам ни како се развива и не им е јасно што развиват и како прават. Зендели од Македонски железници транспорт вели дека се подготвени за конкуренција во секторот. Ние можеме да се носиме со конкуренцијата и нормално тогаш истата работа повторно би требало да се подели со другите. Горан Сугаревски, министер за транспорт и врски, одби да се појави со изјава во овој документарец. Побаравме изјава од Боре Еркечов, директор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, од кој го добивме следниот одговор. Развојните правци на железничкиот сектор и либерализацијата на пазарот не се во надлежност на агенцијата. Доколку имате други прашања, доставете ни ги на мејл адреса. За визуелен медиумски настап и давање интервјуа не сум подготвен. Катастрофална е и состојбата со вработените во компаниите. Така, железничкиот систем во социјализмот во земјава врзувал околу 11.000 вработени со сите придружни служби. Сега таа бројка е сведена само на вработување во Македонски железници транспорт и во Македонски железници инфраструктура. Во двете компании нема повеќе од 2000 луѓе. Уште полоша е состојбата во Македонски железници транспорт. Таму 30% од луѓето заминале во пензија во изминативе 4 години. Само за споредба, во бугарските железници има вработено 17.000 работници. Бугарија е 4 пати поголема од Македонија по население, но има скоро 10 пати повеќе вработени во железничкиот сообраќај. Нивните железници превезуваат 20 пати повеќе патници отколку кај нас. Ова гледка се уште е далечна за патниците во Република Северна Македонија. Заплеткани во институциите, во нивните лавиринти, плановите за развој на железничкиот сообраќај остануваат само една убава приказна која се продава пред секои избори.
Почитувани гледачи, ја видовме репортажата за состојбата во која што се наоѓаат железниците во Македонија. Ние се враќаме во студиото заедно со Радан Митровиќ и Кире Трајковски од Скопското астрономско друштво. Со нив разговараме за историската фотографија која што беше направена од Црната дупка. Добар ден, добре дојдовте во Отворено студио 1. Добре дојдовте. Дали можеме да заклучиме дека овој подвиг, да го наречеме, е едно од најголемите научни достигнувања? Да. Значи, ова што вчера се случи е ајде да кажеме само еден прв чекор од понатамошни откритија, меѓутоа како крај на една голема програма која се одвиваше со години наназад. Пред околу 4 години почна овој проект, па тоа беше се работеше активно околу 2 години на самото снимање на самата Црна дупка и околу година и пол се податоците од тие снимања беа обработувани. Затоа малце досниме со објавување, пошто научници не се туку така да излезат во јавноста без да бидат 100% сигурни на тоа што го објавиле, така да трудот што вчера беше објавен фактички крај на една проект кој траеше скоро 4 години назад. Вие го следевте процесот минатите години, секако и целата научна јавност во светски рамки, зошто сликата е револуционерна и како всушност успеа првпат да направат фотографија од Црната дупка? Сликата е револуционерна бидејќи е првата фотографија од Црна дупка што постои, а сликата е направена од 8 телескопи, радиотелескопи кои што ја сликаат, значи го примаат знакот од светлината од самата Црна дупка и на крај суперкомпјутер ја обработува таа слика да ние добиеме финален производ како што ја видовме вчера. Зошто се вели дека ова е почеток на нова ера за науката? Па затоа што пазите, сите ако сме до сега некош погледаме компјутер па сме виделе слика на Црна дупка, не била слика. Значи тоа била некаква си компјутерски генерирана, некој е нацртал буквално таа слика. Плюс ние само збориме за Црна дупка, мора малце да направиме една малца разлика. Ова не е обична Црна дупка, ова е супер масивна Црна дупка. Значи ова е Црна дупка која се наоѓа во јадрото на галаксии. Мора да се направи дистинкција. Постојат две, така кажем, условно речено, црни дупки. Црни дупки оние што се крај на фазата на звезди, кога звезди како наше сонце, само што се масивни, да кажеме 10 па и повише пати помасивни од нашето сонце, ќе завршат свој еволутивен циклус и тие умират во така речена експлозија на супернова, каде што остатокот останува Црна дупка. Ама тоа се стеларни црни дупки. Ова што ние вчера видовме, тоа се супермасивни. Во јадрото на наша галаксија постои Црна дупка која тежи 4 милиони нашите сонца. А ова што вчера видовме фотографија е од една друга галаксија, која се нарекува М87, се наоѓа во созвиздие Девица и е тешка 6,5 милијарди нашите сонца. Замислите, 6,5 милијарди нашите сонца да стиснете во еден толку мал простор што е помал од наш сончев систем. Значи, тоа е нешто неверојатно. Масата која таму ја фачки ја завиткува, ние не, всушност, ако ćemo да видиме попрецизни, ние не ја видовме Црна дупка. Ние видовме сенката од Црна дупка, зашто самата Црна дупка не можете да видите. По дефиниција, таа не зрачи никаква светлина и не може да не види. Меѓутоа, толку е тешка и толку има силна гравитација што закривува простор околу неја, така да светлината што патува бива закривена и бива вратена на кај нас. Ние фактички гледаме сенката од Црната дупка. Црните дупки се една од најголемите енигми за луѓето кои што се навлезени длабоко во овој научен сегмент. Дали ова откритие кое што излезе вчера во јавноста може да направи голем чекор напред кон она подобро разбирање на тоа што значи Црна дупка и како функционира? Не само Црна дупка, светот околу нас. Ние со ова сознание го разбираме светот околу нас. Ние нема утре да живееме подобро, нема да имаме подобар маргарин или подобри патишта заради ова. Ама сознанието во светот околу нас е многу битно, затоа што треба да знаеме на каков свет живееме. Затоа што ние ова пример, зашто е за мене многу интересно, затоа што сега да си кажете малку смешно, ама научниците знаеа пред излезе фотографија, знаеа прилика како ќе изгледа. Затоа е тоа добро.
Затоа што нашите модели кои уште Ајнштајн ги поставил како темелите, ние денеска со тие темели на нашата наука и тие фактички компјутерски симулации што сме правиле, сме дека сме правиле одлично. Значи малку треба смешно дека окей, ние пред него што објавивме слика, знаевме како ќе изгледаме претходно. Ама тоа е многу голем чекор напред. Тоа е еден доказ на теоријата на релативност што Ајнштајн ја постави пред 100 години, дека ете, мислам, се докажува уште еднаш се докажува теоријата на релативност поставена од Ајнштајн со сликата од вчера. Кейти Бауман е жената која што всушност е најзаслужна за оваа фотографија. Тоа не е точно. Тоа малце интернет, тоа интернет малце го луѓето сакат херои. Луѓето сакат херои. Денешна наука више не е наука како што било во времето на Да Винчи, кај што еден човек бил заслужен за нешто, или Ајнштајн дури, кај што еден човек бил заслужен за нешто. Денеска наука функционира така, гледате, овој проект кај што работеле сите луѓе од сите можни континенти. Каде што телескопи биле дури на Антарктик, кај што се работеле. Значи, се истакнува дека бројката од 200 луѓе, ама тие 200 луѓе се да кажеме мастермајндови, оние што стоеле како брд на ледениот брег. Подоле стојат сигурно уште многу луѓе, инженери и технолози кои помогнале да работат. Меѓутоа, оние луѓе што го напишале проектот, кои што работеле, се збори за бројка околу 200 луѓе. Добро, не викам дека женава Кети не е заслужна и дека сигурно. Но не само туку стои цел тим позади. Сигурен сум дека она е една од 200 можеме само да кажеме, сигурно е примамливо лице, младо девојче од 29 години, потпомогнала, ама тамо сигурно дека стојат сигурно многу луѓе кои ја буткале работа многу повише него. Ама ете, интернет си ја сака, си ги сака хероите, не го подценуваме нејзината работа, секој час и за неа и за 199 други колеги околу неа. Бидејќи сме кон крајот на разговорот, имаме нешто околу минута. Вие како Скопско астрономско друштво постојано ги наблюдувате небесните тела, организирате да речеме настани заедно со луѓе заинтересирани, млади, повозрасни лица. Дали евентуално деновиве организирате некој настан посветен токму на оваа тема и предавање? Да, во понеделник на Факултетот за електротехника и информатски технологии во амфитеатарот ќе има предавање баш за ова достигнување и ова откритие. Така да ве поканувам сите како екипа и сите кои што се заинтересирани да дојдат и да го проследат тоа предавање. Да, има ли интерес на експериментален начин ќе покажеме како функционира цело овој проект, како функционира. Дури ќе симулираме на пластичен начин да го разберат. Да, ќе симулираме една црна дупка на предавањето, е вака како ексклузивите. Ви благодариме. Нема да ја направиме, само ќе симулираме. Ви благодариме за гостувањето. Време да се вас. Така, разговорот беше краток, но сепак се надам дека во некое друго издание ќе се дружиме. Тука е време ние да се одјавиме, се гледаме повторно во вторник, во продолжение следува блокот забавни емисии, односно возење со Вучич. Пријатно. За сите ваши ставови, лајкови и коментари. Бесплатен VIP Go Social, пакет со неограничен интернет за омилените социјални мрежи. Гледајте, коментирајте и постирајте, без да трошите од вашиот месечен интернет. Плюс, изберете Honor смартфон за одлична цена. Само со VIP Postpaid. VIP, член на A1 Телеком Австрија групацијата.